Здраво да бидовте уште едно предавање, каде што ова предавање ќе збориме за некои функционални карактеристики на хромозомите, каде што, бидејќи ќе збориме за хромозоми кај еукариотски клетки, значи еу значи вистински клетки кои имаат јадро, бидејќи карион е јадро, односно, всушност ќе збориме за хромозомите кај човековите клетки, каде што имаме 46 хромозоми. И ова го споменавме многу пати, барем во диплоидните соматските клетки. И сега за да збориме за структурата, всушност, структурата за која збориме е таква каква што се наоѓаат во времето на метафаза. Значи во времето на метафаза, каде што беа најмногу спирализирани и најкондензирани. Сега нели, како што рековме, хромозом може да биде изграден од една хроматида или да биде изграден од две сестрински хроматиди и ќе разгледуваме ќе разгледуваме различни карактеристики кога е составен од две сестрински хроматиди, односно кога се наоѓа во 4C форма. Првата карактеристика за која ќе збориме се всушност констрикциите и односно друг збор е стеснувања кои се јавуваат кај хромозомите и ова сигурно се го приметиле, значи кога ги цртам како иксови, има зона каде што се преклопуваат и тука всушност се наоѓаат тие стеснувања кои што можеме да ги поделиме на примарни, значи овдека би било примарно стеснување и секундарни стеснувања. Сега ќе ги разгледаме сите двете стеснувања поединечно. Кога збориме за примарното стеснување, тоа всушност се наоѓа помеѓу стеснувањето кое ги држи двете сестрински хроматиди заедно, значи вака ќе ги нацртаме двете хроматиди, и тоа всушност се наоѓа во овој тука регион, значи ќе обележиме со црвена боја. Тоа е примарната констрикција. Сега во примарната констрикција всушност паѓа центромерот и кинетохорот. Значи, ако би ги представиле, центромерот би бил, не знам, како овдека со жолта боја, ќе го представиме, а кинетохорот би бил кој е со зелена боја, од страните би бил некако поставен и ќе ги разгледаме сега малце подетално, ќе разгледаме структурата на овој центромер и на овој кинетохор. Значи, сега првен, ја сега ги нацртаме структурите. Значи, првен ќе ги нацртаме како идат хромозомите, ака ќе ги обојам, за да знаеме кој е кој. И сега всушност првично имаме проксималните региони на хромозомските краци. Значи ќе бележиме со некоја си бледа сива боја. Значи тука се наоѓаат проксималните делови на хромозомските краци. Потоа следи една надворешна зона која ќе ја бележиме еве со црвена боја. Значи ќе речеме дека овдека има една надворешна зона помеѓу која се наоѓа внатрешната зона. И сега внатрешната зона ќе ја бележиме, не знам, со кафена боја. Само земеме поголема четка. И тука имаме една внатрешна зона. Ете, значи ги бележав. Значи имаме проксимални региони, надворешна зона и внатрешна зона. И тоа е доволно што треба да знаете, но важно е дека овој центромерното стеснување е едно од најосетливите делови на хромозомот, бидејќи тука сепак треба да се случи делбата, нели ќе се поделат двете хроматиди кон двете страни, така ќе се повлечат за време на мејотски или митотски делби. Поради што оваа структура е многу важна. Сега, интересно е дека вакво примарно стеснување, значи повторно нагласам дека ова е примарно стеснување, имаме на секој хромозом во човековиот кариотип. Значи на секој хромозом, сега се наоѓаат на различна позиција. Некои хромозоми, на пример, се наоѓаат тоа стеснување на горниот дел. Ако да земе со портокалова боја, се наоѓа не се гледа. Се наоѓа горниот дел, некаде се наоѓа на краевите, така. И сега ќе ги разгледаме како всушност се поделени зависно каде се наоѓа ова примарно стеснување. Значи во однос на каде се наоѓа примарното стеснување, можеме да ги поделиме на ателоцентрични и телоцентрични. Ателоцентрични се всушност тие каде што примарното стеснување ги дели на два краци. Значи овдека ако би ги бележал, тоа би било еден пократок крак и еден подолг крак. Додека кај телоцентричните немаме поделба на краци и тоа сега ќе го видиме во наредните примери како тоа би изгледало. Значи во ателоцентрични спаѓа, на почеток ќе спомнеме, метацентричен, што всушност би изгледало вака. Значи ако имавме еден хромозом, кај метацентричниот примарното стеснување ќе се наоѓа точно на средина. Така што бидејќи обично бележиме краткиот крак со P, а долгиот крак со Q, овдека не би имале P и Q, односно би биле иста должина, така што односот помеѓу P и Q би бил еднаков на 1. И тоа се нарекува
метацентричен хромозом. И го бележиме со буквата М. Значи ќе обележиме со буквата М. Сега, ако се наоѓа, например, поблизу до едниот крај, тогаш кога да речеме го имаме хромозомот, и се наоѓа поблизу до едниот крај, но се уште е приближно средично, тогаш кога, ево вака да го одвоиме, P спрема Q, значи P спрема Q, има вредност од 1,1 до 1,7. Значи, кога има таа вредност, која ќе ја поделиме должината на P спрема Q, значи ова е P, ова е Q, као што реков, да знам со некоја друга боја да ги бележам овие, еве со зелена, значи ова е P, ова е Q. Q е дол крак, P е краток крак. Сега, ако односот, ако би ги измерил овие, бидејќи обично се прави слика од овие, и после со легир можеш да ги измериш и да го пресметаш односот. Ако е од 1,1 до 1,7, тогаш кога се уште е метацентричен, но се бележи со мало m. Значи се бележи со мало m. Значи повторно е m, ама е мало m. Добро, тоа значи беше за второто. Сега, ако се наоѓа поблизу до крајот, односно повторно е некако кога се на средина, ама се уште е малце поблизу, каде што односот, сега малце направивме каша поправ дека, но овдека односот кај ова, сега ќе земеме повторно со некоја друга боја, нека биде со жолта, ако односот, сега да не се повторувам, е од 1,7 до 3, значи од 1,7 до 3, односот на P и Q, тогаш кога тој го нарекуваме субметацентричен, го бележиме со мали латинични SM. И сега имам уште неколку ателоцентрични хромозоми. Значи, повторно, ако имаме хромозом, каде што стеснувањето е веќе скоро при крајот, значи се ближи вака тука некаде, тој, ако има однос, значи овдека сега ќе ближиме со црвена боја, ако односот е од 3,7, односно од 3 до 7, не 3,7, него од 3 до 7, тогаш кога тој хромозом е субакроцентричен. И го влежеме со ССА. Значи субакроцентричен. Сега, ако хромозомот, значи ова ќе биде последен пример од ателоцентричен, значи го имаме хромозомот и се наоѓа уште погоре. Значи уште погоре каде што односот, сега ќе земеме со велето боја, значи каде што односот на P спрема Q е поголем од 7, значи ако односот е поголем од 7, тогаш ќе го бележиме како акроцентричен со големо А. И сега ни остана уште едни хромозоми, каде односно телоцентричните, и сега да ги бележиме. Значи телоцентрични, као што видовме до сега, се дека што примарното стеснување не го дели хромозомот на два крака, односно ако го имаме хромозомот, примарното стеснување би се наоѓало на крајот. Сега имаме скоро на крајот некои хромозоми, каде што ако може да се види мал дел, тогаш кога тие се нарекуваат субтелоцентрични, ќе бележам со зелена, значи субтелоцентрични ST, а ако е скрос на крајот, значи да го нацртаме вака, и дека се наоѓа скрос на врвчето, тогаш го бележиме со големо Т и тоа е телоцентричен хромозом. И овие обично се добиваат ако имаш еден метацентричен, значи го имаме овој метацентричниот, и го поделиш вака, и едноставно само едниот крак се откачи и само едниот остане, и ќе се добие телоцентричен хромозом. Добро, еве овдека сега шематски ќе видиме како се тоа изгледа наместо од цртажи. Значи овдека го имаме метацентричен хромозом кој ќе обележиме со М, бидејќи P и Q кракот се еднакво долги. И сега ако некој може од вас ќе рече ако се исто долги, точка од кај знаеме кој е P, кој е Q, бидејќи се исто долги, не можеш да знаеш. Но всушност имаат разлики и земени се по договор, кој ќе речеме дека е P, кој е Q, бидејќи имаат разлики помеѓу хетерохроматидот и еухроматидот во секоја од хроматидите кои се наоѓаат. Така, пример, таа има можда ваков распоред, а оваа има ваков распоред. И се знае, ако има две линии, тогаш ќе викаме дека е Q крак, ако има повеќе, например 4 линии, тогаш ќе викаме дека е P крак. Значи речено е само по договор, бидејќи се исто долги, не можеш да знаеш.
Додека кај субметацентричен, значи субметацентричен, имаме P и Q крак, кој се гледа дека се различни, значи овдека го имаме повторно центромерното стеснување. Тука имаме веќе акроцентричен хромозом и како што може да видиме, P кракот е многу пократок од Q кракот и на крај имаме телоцентричен кој не го среќаваме кај луѓе. Телоцентричен хромозом. Сега интересно е дека не постои само примарно стеснување, него може да има и секундарно стеснување, може да има не само еден центромер, него исто така може да има повеќе центромери и така натаму, но и во врска со стеснувањата може да има и секундарно стеснување, како што можеме да видиме овдека. Така, ова е секундарно стеснување, каде што е стеснето и исто така и тоа се нарекува секундарното стеснување нуклеоларен организатор, значи нуклеоларен организатор, бидејќи овие хромозоми кои се наречени SAT хромозоми, значи SAT, SAT, се среќаваат во образување на нуклеолус, или кога зборевме за јадренцето, кој се наоѓа внатре во јадрото, овие се тие хромозоми кои најчесто учествуваа во неговата градба. Односно ДНА кој е потекнало од овие хромозоми. Сега над секундарното стеснување имаме една структура која се нарекува сателит или пак трабанат. Значи, ова да го забележиме. Сателит, како што реков, значи овдека како што е веќе бележено, или трабанат. Сега оваа секундарна, овој сателит, значи, нема некоја си многу друга важна улога, освен да учествува во градба на тие јадренца, и оваа секундарна констрикција не учествува во врзување со делбеното вретено, така да не учествува при делба на хроматидите. И овој сателит, односно трабанат, најчесто се наоѓа на P кракот од хромозомите, значи на краткиот крак, обично се сретнува, и како што реков, учествува во градба на јадренцето, од која ќе се формира нова клетка, но не сите, значи не сите хромозоми кои имаат секундарна констрикција, односно нуклеоларен организатор и сателит, учествуваат во градба на јадренцето, и тоа може да се провери со даден број анализи. И последна структура која треба да спомнеме од овие констрикции е всушност кинетохорот, кој дека преска го бележал со зелена боја. Значи ова беше кинетохор, која е структура која на некој начин би се наоѓала овдека лах. Значи би се наоѓала од страните на примарното стеснување. И едноставно нема многу да се задржи на нејзе, но важно е дека на нејзе се прикачуваат микротубулите од делбеното вретено. Значи тука се прикачуваат микротубулите од делбеното вретено, така кои идеа до центриолите. И едноставно тие нели понатаму ќе влечат со цел да ги одвојат двете хроматиди. Сега, зошто не се задржуваме на структурата на кинетохорот, бидејќи тука се уште имаме многу нејасни работи, ова едноставно на работ на човековото знаење во врска со оваа тематика. Сега ќе ви покажам само една слика да видите колку е сложена структурата, односно нормално ова е шематска фотографија. Значи овдека имаме две слики, како што можеме да видиме, не знам со која боја да земаме, црна. Ова овдека, земам поддебела линија, значи ова овдека е една хроматида која е обложена со овие протеини кохезини кои ги спомнавме во минатото видео. Тие беа дел од СМЦ протеините, кои на нив всушност се прикачува нели кинетохорот, каде што имаме внатрешен и надворешен кинетохор. И тука всушност потоа се прикачуваат овие делови од делбеното вретено, така, овдека тие се spindle components. И нормално се со протеини. И овдека гледаме дека запишуваме моторс. Се мисле на некои протеински мотори. Тука имаме некои чекпоинти, проверни станици, АПЦ. И се со ова протеини. Ова се што гледате се протеини со многу комплексна структура. И овдека, за секој од овие од внатрешниот кинетохор и надворешниот кинетохор, на оваа тука лево сликата имаме уште поголеми детали. Значи ова овдека е надворешниот кинетохор. Така, кој што изграден голем број комплексна протеини, ПЛК1, МПС1. Ја искрено немам појма што се овие протеини, каква функција имаат, но поентата е дека е многу комплексен систем, нормално уште покомплексно е тоа ако се занимавате со оваа проблематика,
но не знаеме се како всушност функционира. И имаме предпоставки, имаме добри теории, знаеме многу повеќе него ова ја што го кажувам, но се уште имаме доста и нејасни работи. Бидејќи како што самите може да видите, ова е неверојатен систем, бидејќи е толку малечок, не сам ние ако гледаме слики представен, но тоа всушност представува неколку микрометри. Односно поточно нанометри. Значи тоа е неколку нанометри, дали до околу 100 нанометри. Значи збориме за многу мали структури. Наредно нешто за што ќе збориме е всушност хетерохроматин. Значи хетерохроматинот го спомнавме неколку пати во минатите видеа и тоа и видовме дека значи ако ова е јадрото, тој се наоѓаше по краевите на јадрото. Така, значи се наоѓаше и служеше како еден вид заштита, бидејќи тој хетерохроматинот за разлика од теохроматинот кој ќе го нацртам дека бело, значи ова сега тука што го гледаме е јадрото кое се наоѓа ДНА во деспарализирана форма. Значи хетерохроматинот е дел од ДНА која всушност се состои од постојани репетитивни секвенци. Значи постојано репетитивни секвенци што значи тоа? Да речеме има некоја секвенца која е ТТАА и тоа постојано се повторува. ТТАА. И тоа постојано иде така. Така. Значи тоа е таа репетитивна секвенца. Бидејќи нема никаква улога, едноставно служи за заштита и давање на структура на одредени региони. Значи таа не се транскрибира, не се транслоцира, не се прават протеини од нејзе. Има некои региони од кои се прават, но тие се сепак касно транскрибирачки. Сега кога не е вака, кога не е оваква диспарализирана состојба, него кога е во структура на хроматиди, каде всушност, односно кога образува хромозоми, каде всушност се наоѓа овој хетерохроматин. Значи првично можеме да речеме дека да го поделиме, вака ќе го поделиме, ќе нацртам со стрелки, дека хетерохроматинот всушност може да се подели на два вида. Првиот е конститутивен, за кој ќе збориме прво, и тој може всушност да се наоѓа на краевите, односно не може, него се наоѓа на краевите на хромозомите, во вид на теломери, за кој ќе збориме наредно, значи на краевите, како теломери, се наоѓа во околу центромерот, значи околу центромерот, бидејќи сепак тој дел мора да биде цврст, така тој не треба да се реплицира, не само не треба да се транскрибира, и тука мора да биде цврст, нели, дека се наоѓаше центромерот, и исто имаме интеркаларен. Интеркаларен се мисли на како бендови, како линии, можеме да речеме, така ќе ги гледаме понатаму на идиограми или на кариограми и слично, како линии ќе ги гледаме кои се по-темни него остатокот. Значи тоа е интеркаларен хетерохроматин, така кој се наоѓа измеѓу хроматидите. Сега тоа е конститутивниот. Се реков дека има уште еден. Значи тој вториот се нарекува факултативен. Значи конститутивен значи постојан, значи секогаш го има, додека факултативниот е всушност во форма на барови телца. Сега што мислам со тоа? Нели рековме дека имаме клетка и сега дека ако имаме XX, тоа ќе биде женско, така ако имаме XY, тоа ќе биде машко. Сега интересно е дека секогаш се користи само еден X. Значи ако имаш XX и тоа всушност е женско, едниот X отпаѓа. Значи едниот X отпаѓа и не се користи. Се користи само еден X, како што е кај машките. Значи Y е само вишок, ама овој X сега што отпаѓа кај женските, мора негде дека се складира. И тој всушност се складира во една структура која се нарекува барово телце. Значи ќе нацртам дека се наоѓа на крајот од јадренцето, како една структура која ќе биде затемнета на фотографија од микроскоп, и тоа всушност е пропаднат од наводници X хромозом. Значи дека ќе го избришеме, ајде се поголема четка. Значи тој хромозом, X хромозом, едниот ќе наводници ќе пропадне и ќе образува вакво барово телце. Сега колку барови телца ќе имаме? Едноставно што повеќе X хромозоми имаме, бидејќи не мора секојаш да имаме XX, може да се јават различни хромозомопати, каде што ќе имаме повеќе X-ови. Така да ако, ова се да избришеме сега, да речеме ако започнавме ако со 3X-а, така имавме 3X-а, тогаш кога двата од X-овите, од X хромозомите, значи ќе пропаднеа и ќе образуваат две барови телца. Значи ќе имавме две барови телца. Бидејќи само еден X хромозом ни треба. Не ни требаат повеќе од еден. Ако имавме 4, тогаш кога 3 ќе пропаднеа и ќе образува барови телца.
Така, значи ќе имавме 3 барови телца. Сега во нормална женска индивидуа треба да има едно барово телце, во машка индивидуа не треба да има барови телца. Така да ова е една многу лесна анализа да се види дали е нешто машко или женско, едноставно ќе земеш клетка и гледаш дали има барово телце или нема. Сега интересно е, например, кај некоја женска единка, бидејќи, да речеме, ајде вака, имаме една женска единка и имаме сега 2X хромозоми. Сега едниот го добива од мајката, другиот од таткото. Да речеме дека овој е од мајката XM и да речеме дека овој е од таткото XT. Сега еден ќе пропадне. Ама кај луѓето, например, се избира еден и например само машкиот X хромозом, тој што го добива од татко, само тој пропаѓа. Тоа се случува кај сите клетки, дека пропаѓа само машкиот хромозом. И во сите клетки само женскиот остана. Мислам, не мора да биде машкиот, може да пропадне и женскиот, така, да стане барово телце. Но важното е дека во сите клетки е истиот, дали машкиот или женскиот. Сега е кај мачките интересно, бидејќи за различни ткива различни отпаѓаат. И тоа во различни региони. И затоа имаме различни обојувања на крзното на мачките. Сега што мислам со тоа? Кај машките мачки, значи имаме бела боја, тоа си е стандард. Сега можеме да имаме или црна или портокална, значи ова е машко XY. Белата си е стандард, така белата си е стандард боја и можеме да имаме или црна или портокална. Сега да не ги бележам. Додека кај женските мачки, да речеме во одреден дел од крзното, добро, стандард може да имаме бела боја, ама да речеме опстанал XM хромозомот, значи тој е од мајката, додека во друг дел од крзното опстанал XT хромозомот. Така што ќе се добијат 3 бои, бејќи секој од овие дава различна боја. Така што мачка која има 3 бои сигурно е женска, иако може да се случи да биде во сите XM. Така, XM да опстане, XT да пропадне. И нормално тоа е по случајност, но може да се случи сите, например во ткивото кое го дават крзното, да бидат XM, така што мачка би била 2 бои, но тоа не значи дека е машко. Но правило е дека машко не може да има повеќе од 2 бои, а ако има повеќе од 2 бои, значи е сигурно женско. Додека женското може да има помалце од 2 бои, значи женското може да биде у 2 бои. Така, не мора да има 3 бои. И така. Значи ова може да го видите на Google, пишете нешто таму со мачки поврзано со X хромозом. Сега последната структура за која треба да збориме се теломерите. И теломерите малце подетално ги разгледав во видеото за репликација на ДНА при видеята за молекуларна биологија. Но дека ќе ги разгледаме, значи кратко. Сега како што имаме едната хроматида, да речеме ова едната хроматида, теломерите се наоѓаат на крајот. Сега тие не се како капа, него едноставно ако овдека на пример ова би го зумирале, би дошло дека да речеме ова е ДНА која е од хроматидата, многу е спирализирана, и сега во еден момент таа добива, значи викаме дека е теломер. И сега дека нешто се случува, дека менува боја, дека како што нацртав, него едноставно теломерната секвенца, да речеме вдека во протоколовото си имало нешто А, Т, А, не знам, Г, С, С, А и така натаму. Но теломерната секвенца, барем кај човекот, е цело време повторувачка една секвенца, која што гласи на некој начин Т, Т, А, Г, Г, Г. И ова постојано се повтори. И сега повторно би почнале Т, Т, А, Г, Г, Г. Така, Г, Г, Г и така натаму. И таа секвенца постојано се повторува долг пат. Мислам, долго време, се до крајот. Сега, зашто е ова важно? Тоа е важно зашто не дозволува хромозомите да се слепат. Ова служи како еден вид изолат, како краевите, пластични краеви на врците од патиките. Имаш врци од патики и на краевите имаш како пластични краеви кои не дозволуваат да се отплетат вршките на патиките. Па ова е нешто слично. Само што не дозволуваат да се приспојат хромозомите, како што не треба да се спојат, да не се добијат така наречени ринг хромозоми, значи како што е вака свртен и едноставно тука ќе биде залепен. Значи ова ќе биде залепен и ќе се направи еден прстен хромозомот, ќе се сврза самиот со себе, однопако.
Дека овие ринг хромозоми се доста чести кај голем број канцер клетки, иако ќе се навратиме на тоа. Значи запомнете дека овие ринг се доста чести кај некои канцер клетки и ќе спомнеме зошто не кај сите. Сега зошто се важни овие теломери освен за слепувањето? Важни се бидејќи секој пат кога се дели клетката, значи имаме една клетка и се добиваат две клетки, така една клетка и се добиваат две клетки, ДНА се реплицира. Ама секој пат кога се реплицира ДНА, значи да направиме дека двоверижната ДНА, се крати мал дел. Да речеме горната верига, гледаме дека стигна до овдека, додека долната верига стигна до овој крај. Така на мал дел изгубивме, одека ово со плаво што го бележам. И секој пат кога се дели, се губи мал дел. И сега кога ќе се изгуби мал дел, и горното нема да се додаде, така? И цело време се губи мал дел. Опасно е, кога ќе почне да се губи, да речеме, пополека се губи, сега дека со црна боја, ќе го бришам. Значи секој пат кога се дели, се губи помалце од крајевите. Се губи. Сега опасно е, ако почне да се губи од ова портокаловото. Значи, тие се важни секвенции. Као што рековме, теломерите се дел од хетерохроматинот и тие не прават протеини. Значи, тука се само за заштита и структура. И значи, тука се за да не се троши при секоја делба портокаловиот дел, значи важниот еухроматин. Сега, што се случува кога ќе стигне до крајот? Значи, имаме уште малце само теломер при крајот, тогаш кога клетка веќе прекинува да се дели. Значи, она не се дели, бидејќи знае дека ако се подели ќе умре. И тоа што станува senescent cells. Клетка која е во еден вид мерување и старење. И тоа е една од причините зошто воопшто старееме. И сега некој ќе каже, добро, ако тоа е причината зошто старееме, зошто само едноставно не го обновиме овој. Така додадеме повеќе и повеќе, не знам, секвенција некако надвор и го обновиме. И сега проблемот е тоа може да индуцира канцер, бидејќи голем дел од канцерите имаат ензим, значи има ензим кој ние го имаме, зашто ние го користаме нашиот, бидејќи канцерот е сепак од нашите клетки, ензим кој постојано ги поправа теломерите. Сега овој ензим е активен и кај нас во некои клетки кои постојано се делат, као тие на гастроинтестиналниот тракт, каде што потребно е повеќе и повеќе да се делат, за да може да биде во здрава состојба. И сега дали реков дека некои канцери образуваат овие ринг хромозоми поради тоа што го немаат овој протеин. Значи некои канцери го имаат тој протеин и зголемуваат теломеразна активност, некои не и ги образуваат овие ринг хромозоми, прстенести хромозоми. Сега тука добро, нормално освен овие теломери имаме некои други протеини кои се прикачуваат, отприлика 6 протеини кои се нарекуваат шелтерини. Шелтери зашто као засолништа, шелтер. Исто да напоменеме, бидејќи нели рековме дека оваа е секвенцата кај луѓе, ако ја земеме и ја сумираме секвенцата од сите живи организми кои денеска сме ги испитале, добиваме една формула која можеме да ја бележиме како, со сина боја, нека биде Т, каде што Т може да биде или од 1 до 4, од 1 до 4 пати се повторува, па после Т доаѓа А, каде што А или го нема, значи или е 0, или до еднашка го има, па доаѓа Г, кој го има од еднаш до 8 пати. И ова е во насока 5', 3'. Така, 5', 3'. Сега во овие видеа на генетика уште не вам објаснат што е 5', што е 3', но понатаму најверојатно ќе ја објасниме. Добро, тоа беше за теломерите. Исто може да напоменам дека теломерите може да се свртат наназад и да образуваат некои Т-јамки. И тука всушност се наоѓаат овие шелтерин протеини. Сега ќе ви прикажам една слика како да видиме како е тоа комплексно. Ево овдека имаме една слика каде што се образува таа Т-јамка. Сега вака ќе земеме со поголема боја, значи како што се иде, се врти и влегува пак. Сега нема овдека да збориме за што е функцијата таа Т-јамка, но едноставно само да видите дека има голем склоп протеини, дека најголем дел од денешната биологија се базира на изучување на овие протеини, не само овдека, него во сите процеси, бидејќи се е поврзано со протеини. И затоа повеќе ќе збориме во молекуларна биологија, но мислам дека доста беше за ова видео, се надевам дека научивте нешто ново.
И ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе збориме за кариотип и кариограм. Довидување.